Почитуван председател на владата на Република Македонија господин Заев, почитуван министер за финансии господин Тевдовски, почитувани генерални директори на царински управи, почитувани колеги, почитувани представници на меѓународните организации, почитувани представници на медиумите, дами и господа. Дозволете да ве поздравам во името на Царинската управа на Република Македонија и да ви посакам топло добре дојде и пријатен престој во Скопје. Царинските служби во светот, вклучително и во регионот, се постојано исправени пред предизвикот за спроведување на сите активности за олеснување на трговијата, што се дел од царинското портфолио. Постојано е потребно да се вложуваат големи напори за зајакнување на институционалниот, човечкиот и техничкиот капацитет во олеснување на трговијата и исполнувањето на стандардите и очекувањата на економските оператори. Царините на патот на постигнување на максимално забрзување на своето работење и поголема ефикасност преку поедноставување и модернизација на царинските постапки е потребно постојано да соработуваат со голем број на учесници во меѓународната трговија и движењето на стоки. Взаемната соработка меѓу царинските служби представува многу важен сегмент во работењето и успешноста. Размената на мислења, искуства, најдобри практики во царинското работење води кон ефикасни решенија и подобри резултати. Од особена важност е примената на современа комуникацијска технологија и навремена размена на податоци. Во таа насока, соработката со меѓународните и донаторските организации, кои се активни во областа на олеснувањето на трговијата, обезбедува дополнителни ресурси и стручност за реализација на поставени цели. На состанокот со моите колеги и представниците на меѓународните организации, кои се одржува во Скопје, ќе се дискутира за изнаоѓањето на модалитетите и договарање на идните активности за забрзување на царинските постапки. Ви благодарам.